Здраво, деца! Еве сум повторно пак со вас. Јас сум Флорида Димитрова, воспитувач во детската градинка Рада Боцева од Кавадарци, од објектот Детелинка. Денес ќе ви раскажам една македонска народна приказна, една од многуте убави наши народни приказни. Се вика Силјан Штркот. Уште на почетокот ќе ве замолам да им се обратите на вашите најблиски, некогаш да ви раскажат уште некоја ваква македонска народна приказна или пак некоја друга народна приказна. Ги има многу низ целиот свет. Започнувам. Во едно прилепско село си живеел еден Силјан. Имал татко, мајка, невеста, син и сестра. Сите тие биле вредни, работни, работеле по нивите, на лозјето, чувале домашни животни и стока. Само тој не работел. Постојано се одмарал под ладовината, си уживал во животот, се шетал до Прилеп и назад, па ако отишол во Прилеп ќе си седнел таму, да се почести со другарите и така натаму. Никако не ги слушал своите родители, па ни невестата, па ни сестрата. А пак син му Велко немал што да научи од него. Убаво не. Решил да замине да избега да не ги слуша повеќе своите родители. Не можел да ги поднесе. Заминал со еден брод Гемија преку морето да патува, колку може подалеку. Била есен, а тоа е време за преселбата на штрковите. Но се случила несреќа. Настанала бура, силна бура со силен ветер, со високи големи бранови, со грмотевици и молни секавици. Што се случило? Се превртел бродот и се скршил цел. Само Силјан успел да се спаси по некоја среќа, држејќи се за штица. Доплевал до брегот на сувото, но таму немало никој, бил сосема сам. Разгледувал наоколу, барал да не ќе види некој уште, некој пливач спасен од бродот, од Гемијата, но ништо. Бил сам. И воопшто не му било убаво. Бил разочаран од самиот себе си. Еве што се случувало понатаму. Продолжил да шета и видел двајца, маж и жена, како работат во полето. Им се обратил. Добар ден, драги луѓе, добри мои. Може ли да ви побарам помош? Па може, му рекле тие двајцата. Ајде, кажи што те мачи. Што ме мачи? Сам си го барав ова. Дојдов овде далеку и не можам повеќе назад да се вратам дома. Дали ќе може да останам да живеам со вас? Ќе ви помагам се што треба. Може, нема проблем, одговориле и мажот и жената. Ајде, остани со нас. Тие биле малку чудни луѓе, имале долги носеви и долги нозе. Тоа биле луѓе штркови. Во својата земја тие имале два извора. Ако влезеш во едниот, стануваш човек, а ако влезеш во другиот, стануваш штрк. Што правеле тие? Еве, напролет се враќале дома во Македонија. Со нив заедно и Силјан, кој што влегол во водата за штркови. Но претходно во едно шишенце си наполнил водата за луѓе. За кога ќе се врати дома, кога ќе стигне да се намокри со таа вода и да се претвори во човек. Но не внимавал, па му се скршило шишето, останал штрк. И морал да остане тука таа пролет, тоа лето. Замислете до кое дереđe дошол. До таму неговиот собствен син да го натепа. Тој не знал дека тоа татко му. Колку бил неумен Велко. Како татко му. Останал во селото, во своето гнездо,
успеал да ја украде едно герданче на сестра му, а едно платно везено за кошула на жена му. Како докази да му служат за кога ќе се врати пак да докаже дека бил тука. Дошла есента, се вратиле штрковите во својата земја, на југ, во топлите краишта, а Сониф и Силјан останал таму уште тамошна едно пролет лето, но за тоа ќе учите во училиште, каде е пролет, каде не е на нашата планета Земја. Да продолжам со приказната. Останал, значи, Силјан таму, но кога повторно дошло време за враќање назад, бил внимателен. Не дозволил да му се скрши шишенцето, кое го носел заврзано за вратот како штрек, слетал долу. Се налеал со таа вода и повторно станал човек. Се вратил кај своите. Тие толку биле изненадени, пријатно. Не можеле да им се изначудат на своите собствени очи, да поверуваат, замислете, во истиот ден се мажала сестра му, не можела повеќе да го чека, била влюбена. Тој им раскажал што му се случило, дека бил штрк една година, им го докажал тоа со платното кое го везела жена му, со герданчето на сестра му. Велко му се извинил, рекол: тато, извини, па јас не знав дека си тоа ти, извини, татичко. А пак тој им се извинил на своите родители, на татко му и мајка му, а и на својата невеста, на својата сопруга, а и на сестра му, на сите своји најблиски, на своето семејство. Тако, какво и да е, секој има свое семејство и свој топол дом. Така и Силјан. Ви благодарам за вниманието. Се ќе биде добро, драги деца. Верувајте. Довидување.